Речиси секоја година се менуваат, а со тоа и загадуваат локациите во Тетово, кои се користат за претовар на сметот, кои работаа без никакви стандарди. Кај железничката станица на влезот од градот, кај Тетовски Требош, а сега ватарот на Тетовско Фалише, каде комуналниот отпад собран на дневна основа се истура на земја, пред да се однесе во скопската депонија Дрисла. Наместо решение за моменталната состојба, првиот човек на општина Тетово Теута Арифи најави дека ќе се отворат плюс 2 нови локации за претовар во Полошкиот регион, како дел од проектот за управување со отпад. Исто така во рамки на проектот и студијата ги предвидува уште 2 трансфер станици, да поради тоа едната ќе биде во Тетово, другата ќе биде во некоја друга општина која ќе се одлучи. Ветување и проекти за проблемите со отпадот во Полошкиот регион од властите имало многу пати, но во пракса ништо не е реализирано. Од холандско-албанската компанија за интегриран технолошки систем, која се занимава со менаџирање со отпад во повеќе држави, велат дека и до централните до градските власти доставиле решение за менаџирање со отпадот во Полошко, но не добиле никаков одговор. Да се одели рециклирачкиот дел, значи отпад кој што може да се рециклира, да се употреби се уште во индустрија. И третиот отпад е тој што не може за ништо да се употреби, кој што треба да се согори. И тоа се согорува во печка која што гори над 900 степени и по дадени напатствија, значи и тоа што сме зеле ние која информација од технолози, емисијата на штетни гасови е 0,3. Ваквите начини на справување со сметот, екологистите ги оценуваат како позитивни, ако се земе предвид фактот дека тоа се светски трендови. Од отпадот ќе почнеме да добиваме ресурси во смисла на репроматеријали кои што сега ги увезуваме во смисла на суровини, ќе добиеме нешто од енергетски аспект, затоа што ваквите постројки во исто време произведуваат и електрична енергија и топлинска енергија која што може да загрева објекти и останата инфраструктура. За сега на терен не се случуваат никакви активности за проблемот со сметот и дивите депонии, кои ги има на секој километар. Се уште се работи на физибилити студии за менаџирање со отпадот, проекти кои се финансирани од швајцарската влада. Историјат на македонскиот јазик и неговите разлики со бугарскиот. Ова беше темата на која се дискутираше на трибината, организирана од Комисијата за култура при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово. Повод за трибината беше одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. И оваа година традиционално, како и претходните 2 години, Комисијата за култура при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во соработка со Унијата на млади сили и Унијата на жени ја организира оваа вечер, 21 февруари, Интернационален ден на мајчиниот јазик. Остануваме доследни на аманетот од нашите предци, светите браќа Кирил и Методи, Климент и Наум, сите преродбеници писатели кои што ни оставија аманет да си го чуваме нашиот јазик, бидејќи убаво е кажано, јазикот не е единствена наша татковина. Ако јазикот го снема, и нашиот не снема. За презентирање на историскиот развиток на македонскиот јазик зборуваше Ружа Ѓорѓевска, додека за лингвистичкиот аспект и споредбата со бугарскиот задолжен беше Михајло Марковиќ. Македонскиот јазик е нашата татковина, затоа што уште од давнина тоа не било нашата татковина, кога сме биле оспорувани и кога не постоела македонската држава. Она што нас не обединувало и што сме обстојале низ вековите е токму јазикот. Тоа е нашето национално обележје. И мојата порака е да секој пат си го чуваме јазикот, бидејќи само така ќе си го сочуваме и својот идентитет. Клучни разлики кои што ги имаме во суштина е првично носовката он, кој што е назален вокал, кој што се користел во старословенскиот период. Нормално дека со старословенската јазбука имаме 2 назални вокали, тоа се он и ен, и темни гласови кои што се нарекуваат ерови, тоа е мал ер и голем ер. Во македонскиот и бугарскиот јазик двата символи, двата гласа, двата знаци преминуваат во различни гласови, односно се развиваат различно. Така што, според мене, главна особеност е развојот на носовката он, токму поради причината што во бугарскиот јазик се заменува со темен глас, односно со големиот ер, и имаме пт, рк. Во македонскиот современ јазик тоа гласи пат, рака, маш и така натаму. Трибината се одржа во главната сала на општина Тетово.
За средното стручно училиште Моша Пјаде од Тетово следуваат месеци полни со планирани активности. Нивна главна цел е промоција на кадрите во Европа, односно стекнување знаења, кои учениците и професорите ќе го пренесат во нашата земја. Март и април околу 5-6 настани од проектите се случуваат, значи имаме тука гости, 3-4 екипи одат на различни дестинации во Европа, во исто така други проекти. Значи, тие се интересните настани од аспект на дејствувањето на самото училиште, бидејќи продолжуваме со работата за промоција на училиштето, односно на кадрите во Европа, односно стекнување на знаење и носење тука, а не како што некои се плашат дека ги носиме децата и ќе останат по Европа. Самите проекти не се само тоа, туку им даваме да видат што се тие услови што ги очекуваат таму, ги вметнуваме во системите на образование, ги вметнуваме во системите на практична настава, доаѓаат тука, споредуваат, а тој што решил да замине, ќе замине секако, но кога ќе му дадете алатка за да заработува, мислам дека ќе остане во државата. Училиштето учествува во повеќе проекти, најчесто за размена на ученици и просветен кадар. Овој период претежно Еразмус плюс проектите доминираат од областа на образованието се, дел се за практична настава за ученици, дел се за размена на искуства помеѓу професори и ученици и имаме еден проект за младинци, каде што ние како училиште може да учествуваме затоа што го фаќаме староста каде што младинците припаѓаат, тоа се 3-та и 4-та година најчесто, ќе одат 8 ученици и 20 наставници во Хрватска, каде што ќе дискутираат на теми кои што со земји од регионот и од Европа. Исто така имаме проект од Рајко, тоа е за Западен Балкан фондација која што нуди за зближување на различностите помеѓу земјите кои што се настанати од историски аспект гледано со самите конфликти. Ќе имаме гости на Попова шапка од Босна и од Србија, заедно со ученици и професори од нашето училиште. 5 дена ќе бидат на Попова шапка, каде што преку драма ќе се разбиваат предрасудите, стереотипите и јазот помеѓу различните култури кои што ги имаме. Средното стручно училиште Моша Пјаде на 13 март ќе го одбележи патронатот, со прослава на која ќе присуствуваат и 2 групи од странство, со ученици и професори. Денеска се одржа состанок на Централното претседателство во проширен состав со претседателите на ограноците, на кој состанок се оформи изборниот штаб на Демократската партија на албанците, кој ќе го предводи генералниот секретар на партијата, господинот Сали Ајдини, а за членови се избра Луан Треси, Дритони Биши, Белјал Лутфију, Раметула Кучи, Мусадик Бечири и Фатмир Исаки. Градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски од Гостивар годинава одбележува 7 децении постоење. Да се биде чувар на традициите, фолклорот и обичаите 70 години представува света мисија и значајна обврска, како во однос на минатото, така и кон идните генерации. Почетоците на друштвото датираат од 1950 година, кога група на млади гостиварци се собрале да ги продолжат активностите на претходно постоечкото друштво познато под името Шивачки. Чекор по чекор, Браќа Гиновски се развивало и ги зголемувало членството и настапите. Првите резултати друштвото ги бележи во 53-та година, каде што на надпревар на градовите во Битола ја освоила наградата на најуспешно друштво западниот регион на Република Македонија. Веднаш потоа почнува со своите активности ова друштво и се зголемува бројот на членови, така да негде во 56-та година достигнува до околу 100 членови кои биле распоредени во секција за староградски песни, која прераснува и превзема активностите на градскиот хор,
а за потоа да се формира и драмската секција. Друштвото досега учествувало на бројни фестивали и манифестации во земјава и во странство. Најголемиот меѓународен успех го постигнало на фестивал во Турција. 85 година за прв пат друштво гостува на меѓународен фолклорен фестивал. Не сметајќи тука гостување низ Југославија, бидејќи тоа време живееме во таа држава, во една држава. Зема учество на меѓународниот фолклорен фестивал Мармара во Истанбул, Република Турција, каде што во конкуренција од повеќе од 40 културно-уметнички друштва од Европа зема прво место и тоа е најголемото признание што нашето друштво го има освоено во текот на своето постоење. Во последните десетина години друштвото се соочува со финансиски потешкоти. Од раководството велат дека неопходна е поголема поддршка од државните и од локалните институции. Минатото на ова друштво било блескаво, на културно-уметничкото друштво Браќа Зиновски, било блескаво. Јас дојдов негде во 2002 година, ги вклучив моите деца тамо во фолклорот, да играат, така да јас добив ентузијазам да учествувам во тоа, што финансиски, што со свој труд, значи бев член на тоа друштво. Еве сега овие последни 5 години сум и председател на културно-уметничкото друштво. Телевизија Кисменада во наредниот период ќе посвети емисија за 7-деценискиот јубилеј на гостиварското културно-уметничко друштво Браќа Гиновски. Младинската екипа на женскиот фудбалски клуб Љуботен од Тетово денеска го започнува настапот на меѓународниот турнир Куп на Карневалот во Струмица. На турнирот ќе учествуваат 14 екипи, од кои дури 7 од соседна Бугарија. Право на настап имаат девојчиња родени 2003 година и помлади. Станува збор за традиционален турнир кој веќе неколку години го организира фудбалскиот клуб ЖФК Тиверија и од оваа година се игра во младински категории, ќе се игра во сала, футсал 4+7. Турнирот ќе одиме со 11 девојчиња, ќе настапиме во младинската група. Пред се големо искуство за девојчињата, бидејќи има голем дел од понови девојчиња кои што се кај нас во клубот и што поголем пласман, толку подобро. Фудбалерките на Љуботен ќе играат во групата Б заедно со екипите на Деспина од Прилеп, како и 2 екипи од Бугарија, Енко од Пловдив и екипата на Националната спортска академија од Софија. Пештерата се наоѓа на источните падини на планината Жедан, на 450 метри надморска височина, во близина на скопското село Рашче, а до неа води оштетен макадамски пат на кој нема знаци и насоки. До пештерата може да се стигне и преку неколку кози и пешачки патеки. Со нас е универзитетскиот професор Драган Колчаковски, кој што го посветил својот работен век на проучување на македонските пештери, со посебен фокус на Дона Дука. Да продолжиме во прво истражуваната пештера во Република Македонија на денешната територија. Петар Јовановиќ истражува пештерата во должина од 200 метри, а следните истражувања, 59 година објавени резултатите во едно словенечко списание од професорот Манаковиќ, што е мојот професор по геоморфологија. Истражувањата на пештерата се продолжени и вкупната нејзина должина сега на сите канали е 650 метри. Пештерата е богата и со пештерски украси од различен вид. Во хидрографски поглед, Дона Дука представува сува пештера, но богата со жив свет. Во овој посебен биотоп, значи каде што владее постојана темнина, константна температура во текот на годината околу 12 степени Целзиус, постојано влага и исклучително мало количество на хранливи материи, сепак постојат живи организми кои се присутни во оваа пештера и прилагодени на таквиот начин на живот. Дона Дука, покрај својата вредност, останува незаштитена од посетители и безактивен управувач.
доаѓа местното население, овде може да забележите прави некои графити на почетокот на пештерата се фрла различен отпад и така натака. Горе на самата пещера има некое трло или што директно загрозува пештерата и од сите овие причини пред 7-8 години направивме еден мал елаборат, студија за оваа пештера да се заштити, да се прогласи како споменик на природата. Дона Дука остана зад нас чекајќи градот Скопје да донесе одлука и да ја стави под активна управа и заштита.